Почитувани сограѓани, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Неготино јасно и недвосмислено истакнува дека е за решавање на сообраќајниот метеж во градот и изнаоѓање на вистинско решение за средување на проблемот со паркингот во општина Неготино. Но не на ваков начин и не во вакви услови, како што тоа моментално го прават локалните власти на СДСМ во општина Неготино. Пред се, ВМРО ДПМН е сериозна партија и пристапи крајно сериозно при анализа на овој проблем и решението што го нудат локалните власти на СДСМ. Решението кое го нудат локалните власти на СДСМ е формирање на јавно предпријатие за паркинг во Неготино. И сметаме дека ова решение во овој момент е избрзано и несоодветно со низа пропусти и недоследности. Формирање на вакво јавно предпријатие е економски неоправдано и неодржливо, бидејќи во самата студија, изработена по прашање за решавање на проблемот за паркинг во општина Неготино, предвидено е дека предпријатието ќе работи во загуба. Уште при самото формирање на предпријатието формиран е управен и надзорен одбор од по 5 лица или вкупно 10 лица, за кој ќе следи редовен паричен надомест од парите на граѓаните, бидејќи самото предпријатие е финансиски само неодржливо. А да не зборуваме за предвидените дополнителни партиски и роднински вработувања во предпријатието, по примерот на изборот на членови на управниот и надзорниот одбор, зашто всушност е и целта на формирање на ова предпријатие. За да се формира едно вакво предпријатие, потребно е претходно да бидат утврдени паркинг места во градот. Предпријатието за паркинг се формира по претходно обезбеден доволен број на паркинг места пропишани според стандарди и нормативи и законска регулатива. Според физибилити студијата, во општина Неготино има утврдено 227 постојни паркинг места и при тоа нема обезбедено дополнителен број на нови паркинг места, катни гражи, паркинг плац и слично. Земејќи во предвид дека моменталниот број на регистрирани моторни возила во општина Неготино е 6500, од кои околу 5000 се патнички моторни возила, а не 3100 како што е наведено во студијата, при тоа во градот се движат и возила со странски регистарски таблици. Обезбедените 227 паркинг места се само 2,2% на паркинг места од вкупниот број на патнички возила. При изработката на физибилити студијата не се земени во предвид и паркинг местата кои треба да бидат обезбедени за колективните повеќе семејни стамбени објекти, зградите, кои воедно имаат право на истите. Исто така не се земени во предвид постојките за такси превоз, како и меѓуградскиот превоз. За да се формира вакво предпријатие, не беше одржана јавна расправа со граѓаните за да им се соопшти идејата, а е воедно и да се слушне нивното размислување за паркинг простор и формирање на предпријатие за паркинзи кој ќе извршува наплата за паркирање при секое паркирање. Оттука, процедурата за формирање на предпријатието за паркинзи е нетранспарентна. Потребно е јавно представување на проектите доколку воопшто ги има. ВМРО ДПМН Неготино при ваква процедура и ваков почеток на формирање на ЈП паркинг Неготино нема да учествува со своји луѓе во управниот и надзорниот одбор на ова предпријатие, се додека не се створат услови за нивно формирање и прифатливо работење според стандардите, нормативите и законската регулатива за јавно предпријатие. Затоа предлагаме градоначалникот да ја стопира понатамошната постапка за формирање на ова предпријатие. Доколку ова не се случи, ние ќе сметаме дека тој самоволно ја спроведува оваа процедура за формирање на ова предпријатие за потребите за партиско вработување, за партиски војници кои ги плаќаат граѓаните. За ова мора да следи одговорност. Мора да се преиспита целата процедура, како се предложени членовите на управниот и надзорниот одбор, врз основа на кои компетенции и зошто упорно се турка формирање на вакво предпријатие, кое самиот старт е економски неоправдано и нема создадени услови за функционирање на истото. По 12 април, почитувани сограѓани, ќе ја видиме одговорноста на дело.